Жените од Сдруженијето Преродба од Прилеп традиционално како и секоја година на Велики четврток ги вапсаа јајцата за големиот христијански празник Великден. Но годинава се е поразлично. Наместо гужвите и веселата атмосфера од изминатите 14 години, колку што постои Сдруженијето, сега во просториите каде се собираат, поради коронавирусот и почитувањето на пропишаните мерки, дојдоа само две жени, кои што ги вапсаа јајцата колку да не се прекине традицијата. Според обичајот, домаќинките во Прилеп прво вапсуваат 3 јајца, уште пред изгреј сонце. Првото вапсано јајце го викале Божјарче или Господово јајце, бидејќи било наменето за Господ. Заедно со другите 2 јајца се ставале на прозор на црвена подлога да ги огрее првиот сончев зрак. Другите 2 јајца биле посветени за брикетот на нивите, а третото за имотот. Прилеп има навистина посебни обичаи кога доаѓаат овие предвеликденски денови. Луѓето нив ги одбележуваат на доста уникатен начин. На Вели четврток утрото рано пред изгреј сонце се вапсуваат 3 јајца. Кој сака 3, може и едно. Ама то обавезно едно да има вапсано и то се вика Господово јајце. Откако ќе го вапса домаќинката јајцето, ги изнесува на пенџере да се гледа на црвена крпа да стои додека изгрева сонцето. Кога ќе стана домашните, семејството, децата, се поминува на лицето и се вика црвено-бело дебело. Тоа јајце се чува до икончето, може да стои со години, нема да се расипи, и се рачуна за Божјо Господово јајце, Исусово. Исто така имам негдека слушнато дека се чува и како за лек. Великденското јајце, црвената боја е символ. Додека бев помала да вапсував во бои и јас, како секој што сака да експериментира, така и јас експериментирав, ама сега, во овие години, јајцата уназад ги вапсувам црвени. Инаку во Прилеп за Великден има уште еден уникатен адет. Целиот ден, откако ќе се вратат прилепчани од црква, шетаат со своите деца од куќа на куќа и го честитаат празникот. Но за жал, оваа година тоа ќе биде изоставено поради коронавирусот. Значи, како здружение нема да се собериме, па заеднички да вапсаме јајца како секоја година што сме правиле, и сне после Великденот сме се собирале третиот ден на Великденска трпеза со одбележување, меѓутоа оваа година Великден ќе си го прославиме во своите домови. Ситуацијата е таква да ние сите мораме да се пазиме, па Госпо здравие за до година, пак сите заеднички ќе се собериме. Сето ова да помини, ние пак ќе си направиме, нема да оставиме да не биде одбележан Великден, ако не е во моментот, меѓутоа традицијата ќе ја продолжиме понатака, па со сите празници кои потоа следуваат. Ќе се владееме и ќе правиме според условите во кои ги имаме во моментот, меѓутоа традицијата не смееме да ја заборавиме. Мораме да продолжиме и понатака. Инаку според православната црква, на Велики четврток за време на тајната вечера, Христос ја воспоставува светата Евхаристија, односно причестувањето. Исто така, на Велики четврток, тој е предаден од страна на Јуда. Утре пак е Велики петок, кога верниците ги посетуваат црквите за да се поклонат на плаштеницата на која е насликано положеното тело на Христос.